Друштвото на филмски работници одбележува 75 години постоење. Вечерва стартуваат и деновите на македонскиот филм. Колешката Катерина Нешкова ја вклучуваме во овие вести со деталите. Катерина, каква ќе биде понудата следните денови? Така е, деспина малку надвор од темата политика. Од вечерва Скопјани во наредните 3 дена ќе може да уживаат во проекции на македонски филм во киното Фросина, во Младинскиот културен центар. Се работи за 7-то издание на фестивалот Златна рамка, денови на македонскиот филм во организација на Друштвото на филмски работници на Македонија. Се работи, како што кажав, за 3-дневна ревија која ќе понуди богата програма од најновите македонски кратки, документарни, меѓутоа и долгометражни филмови, а влезот за сите проекции кои што почнуваат некаде во попладневните часови е бесплатен. Целта на ова веќе традиционална филмска ревија е афирмација на филмската уметност и тоа на македонската филмска уметност. Тука се спојуваат сите оние филмски работници и критика кои што може да се ги разменат своите искуства, но и да допринесат за подобар квалитет. Што значи овој настан? Слушаме и од генералниот секретар на Друштвото на филмски работници. Овие проекции кои што ги опфаќа, значи играни, краткометражни и документарни филмови, се слободни за гледачите и секој може да дојде да влезе и да погледне она што се случувало изминатата година, односно што е најновото на македонската филмска културна сцена. Оваа година на оваа златна рамка по 7-ми пат имаме среќа и да го славиме 75 годишниот јубилеј на Друштвото на филмските работници на Македонија и по тој повод вечерва на отварањето ќе доделиме специјални плакети на истакнати творци од минатото, кои што на некаков начин биле заборавени или запоставени да добијат некаква награда или признание. 2 играни филмови, 10 кратки играни филмови и 3 документарни филмови. Ова е скромна продукција оваа година, мислам дека е најслабото издание, но тоа е резултат на кризата во која што се наоѓа филмот и Агенцијата за филм во изминативе години. Со повеќе годишното кратење на буџетот, ова е резултатот кој што доаѓаме. Се надеваме дека следната година ќе имаме многу побогата програма. Само за крај да споменеме дека ова ревија има и социјален карактер. Имено на 28 јуни сите оние лица кои што не можат да стигнат овдека во киното Фросина ќе имаат можност филмот да дојде кај нив, односно во домот за стари лица Мајка Тереза ќе биде прикажан долгометражен филм од минатогодишната македонска филмска продукција. Катерина Нешкова, ти благодарам за овие информации во вестите.